Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на Огридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени траја и тога пропадна за мајкот на. Во Подмолје, во близина на Охрид, живее Насте Јончески. Единствениот маратонец кој што ја препливал патеката Светинаум Струга Охрид во должина од 48 километри за 17 часа и 55 минути. Насте Јончески учествувал и во маратони во Капри, Јужна Африка, Канада, Австралија. Насте Јончески е професионален маратонски пливач кој своевремено некои македонски медиуми го нарекле езерскиот волк. Пред 4 деценија препливал патеката Светинаум Струга Охрид во должина од 48 километри. Денес Јончески, без оглед на годините, со истата страст и несмалена љубов плива, но за разлика од некогаш плива на пократки патеки. Се додека можам и здравието ми го дозволува тоа, нема да се откажам од маратонското пливање, вели 69 годишниот Јончески. Насте Јончески е роден на 2 март 1949 година во Подмолје, на неколку километри од Охрид и езерото. Како дете на 10 години присуствува на величествената гледка на манифестацијата Охридски пливачки маратон. Целата таа гледка и учеството на пливачите од светот остануваат трајно врежани во неговото сеќавање и стануваат мотивација да почне и тој да плива. Почнал со тренинзи во пливачкиот клуб Охридски бранови, ја започнала својата животна сторија Насте Јончески. Уште како дете, ви реков, сум се нафатил, а иначе сум играв многу добро фудбал и бев во двоума. Да одам фудбал, да играм или да пливам. Ајде, реков, ќе пливам сам, ќе можам да направам нешто. А вака зависи од појче фудбалот и се ојдов на пливање, се ојдов во Охрид да тренирам. Па видов дека напредувам, али како за прв пат, тоа е нормално, секој почеток е по незадоволителни резултати, што е нормално. И доли во пливањето на коим се восхитувал и почнал да го следи нивниот пример биле неговиот постар брат Ристо и охридските пливачки асови Дики Бојаджи, Климе и Ристо Савин. Зашто и брат ми пливаше, кој живееше во оваа куќа. И тој пливаше, имаше пливано за тоа време 8 километри на такмичење, кој на тоа такмичење како победник беше Ристо Савин. Јас се сеќавам уште како дете и потом ми дојде мотивација и јас да почнам да пливам. Тука тренирав во езеро, па после отидов во Охрид. Како прв пат кога појдов во Охрид, како тренер ми беше Коцарев. Ацо Коцарев, кој после тоа замина во Словачка да биде како тренер и имав доста добри овие пријатели овде кај што имав непливано, што ги спомнав на книгава, Рамадан Кортис, он им беше многу добар, тој сега во моментот живее во Австралија. Тука беше Ламбе, не знам как се прозиват, живееше во
Немачка, за жал почина, кој беше мој годишњак. Исти ден, иста година, све одредувањето исто беше. И тие повеќе ме форсира мене, добро друштво беше и така. На 20 годишна возраст го напушта родниот Охрид и во 1969 година заминува во Австралија. Желбата за пливање не го напушта ни таму. Се приклучува кон австралиските маратонци и ја започнува пливачката кариера. Од Австралија ме испратија во, односно од Вулонгон Сиднеј, ме испратија во Трајансвил Медикал Ајленд, кој се пливаше 5,5 милји, кој за прв пат успешно ја препливав таа патека, негде 2 сати и 15 минути, колку се сеќам, пошто имав таа книга, али тоа во моментот и немам таа слика. И после тоа успешно пливање, Федерацијата на Австралија се доумеше за да ме испрати, не се доумеше, него ме испрати за да пливам во Канада, на езерото Лейк Сент Џон, на Латук, кој се пливаше 24 сати во штафета. Тука ми беше еден од најтешките пливања, што се вика 24 сати да пливаш, секој пола сат влези, излези. Тоа беше доста тешко. Имав и други овие на реката Сегунај, кај што беше многу ладна, имав не допливав до крај, како исто и на Лейк Сент Џон. На Трајансвил 4-5 место беше, јас колку се сеќам на тоа пливање. Па после имав пливање исто за рекорд се работеше во Вулонгон, у близина Илавара езеро. И исто успешно го препливав, али првиот пат, пошто се работеше за рекорд, самиве овие водичи што беа ме стопираја фактички. Викат, не можеш сега да обориш рекорд. И после, не знам, недела-две, успеав рекордот да го оборам во Илавал, а пред тој го држеше една женска од Сиднеј, Линда Мегел. Станува член на Австралиската пливачка федерација и заминува на надпревари во светот. За неговите успеси пишуваат и австралиските медиуми. Таму се многу ладни водите, негде од 16 до 18 степени на реката Сегунај. И исто и на Лейк Сент Џон, јас можам да кажам дека тука не завршив се до крај, пошто требаше и многу време и не можев од ладно да издржам. Зашто се пливаше 24 сати штафета, тука бев успешен и имам за некоја си слика со кого пливав таму, пошто моите книги вака по новинари исчезнаја, некои добро книги со слики. 24 сати се пливаше и добро беше, успеав. Тоа е во Канада? Тоа е во Канада, тоа е Латук. Тоа се вика едно езерце Латук. И после тоа се вратив тука. Тоа беше 71 година. Пак од тука појдов на Капри, Наполи. На Капри, Наполи 4-5 пати, до не се сеќавам све имам завршено све успешно. Навираат спомени за доживеаните искуства, а едно од нив е пливањето во Кафес. Мораше во Кафес не ради што спомнав превеска ова крокодили, ајкули и имаше, тоа беше негде 4-5 метра високо и таму се стартоваше не наеднош сите.
Таму се стартуваше еден по еден, зашто не можит со мерење на време, зашто не можит наедно што многу зафаќат простор сите да оде види кој прв. Со време како скијачи не славом или било што. И баш моето го запна на оние коралието, ќе речеме, запна. И сега јас том возбуден. Шо е ова работа си, велам сега. Велам да е надвор. Не, рече, не смеш надвор. Рече. И помина то време, отстранија тој и се почна. Како заврши таа трка? Мислите за мене? Многу добро, не беше проблем. То 5,5 мили, 2 сата и нешто, немаше проблем, многу добро заврши. Спомнав дека кај мене немало проблем, например, до 15 километри за тоа време. И сосема малу да бидам припреман, би го испливал. И заврши петто место, така нешто, пошто имаше и од Нусавел дојдоа, тие беа после мене. Јас чудно нешто, јас се чудев, тие беа шампиони на Нусавел, можда не на Австралија, ма веројатно и на Австралија, тука се тие. Онако, и тука беа зад мене. А ова дете во што беше, не знам колку ја има в книгата, че кажеше, можда имаше 7-8 години, излезе пред сите. Тука пливаја уште од истото место 2-3 девојчина од 13-14 години сестри и тој добро исплива. Зашто таму е добро пливе, таму е само лето, нон-стоп, иако немат затворен базен, трензите ги имат. По Австралија и Канада следува маратонското пливање во Јужноафриканската република. Симонтаун до Мозенбург, то 10 километри. Тука беше баш интересантно, како да речам, ние категорички, како едно кајче за тројца беше. И кога влегаме во вода да пливаме, ова едниот Тони Селмајер, што е од Холандија, живи во Африка, парираше, ама тој другиот беше дете беше Александар, многу спор, а иначе вака да пливаше не беше толку спор. Али во моментот што беше толку спор и фактички температурата беше на водата 16 до 18, ја се смрзнав. Се да го чекаш цело време да пливат и се пливаше 10 сати многу споро на толку ладна вода, што се викат. И само да го чекаш. И го стигнав на крајот, а тој стигна веќе смрзнат. Желбата за пливање го носи и на Капри, а раскажува и за моментите на кризи додека пливал. Например, кога сум пливал на Капри и гледам кај е Наполи, што се вика. И ме посеќат мене да видам на Наполи, па да умрам, што викат. Па мене баш тоа ми е лично ми е случајно, што се викат. Не го гледаш, а веќе си во околу 10 пред да завршиш километри во голема криза. И само ура, што потоа е дошло и то поминало, што секоја мака ќе си поминит. Ќе се заборават. Така и кај мене што се викат. Треба човек да има и волја. Како да речем, кога веќе сум се нафатил на тоа, јас сум имал и волја, и мерак, и чеф да се испливат. Ако не доиспливаш патеката, како нешто да не си е направил, не си е решил задачата, не си направил нешто покрупно. Во 1976 година се враќа дома во Охрид. Негова идеја е да ја преплива патеката Свети Наум Струга Охрид во должина од 48 километри. Стапува во контакт со Дики Бојаджи и ја добива неговата поддршка за планот да плива на оваа патека.
Па видите, тога разговарав најпоќе со Дики Бојач. Јас од само што дојдов од Австралија, тој не ме знаеше мене, нормално, што нашите вестници не пишеја тука. И со него соработев најпоќе и му реков дека сакам да пливам. Толку. Добро рече, ама многу тешко одеше, дури се најдеа некои спонзори што се вика да се пливат. На патеката беше нормално Светинаум, 2 часот после полноќ. Со мене имаше придружници на кајчето Дики Бојач како водич главен и имаше и брод специјално. Тука можам да го спомнам што се сеќавам, што беа лично со кајчето беше како водич Беџето, Коло Беџето, син му Рилко. И внук му беше со мене на истото кајче. Коло Беџето. И имаше доста во бродот. Се одеше најдобро што се вика, но многу брзо сум стигнал до таму и од Струга до Калишта и од Калишта од Радожда до таму поспоро изгледа веројатно има некој струјајна. Исто вртењето од Струга до Грашница негде многу добро. Од Грашница до Охрид неколку сати фати споро. Струјајна, брано фатија, толку беви припремани. Па сега веќе кога се нафатил на тоа, бев нафатил мерак и да докажам дека што се викат јас ова што ги спијав Светинаум Струга Охрид, а до тога има веќе неколку пати, фактички речено, прекрај на мојата кариера. И ајде реков че исплевам таа патека, успеав да исплевам, беше при крајот може критично. Јончевски се присетува на моментите додека пливал во тие 18 часа. Се сеќавам. Нормално се сеќавам, пошто кризи, видите, една патека поголема, секој ги има кризите и ја имав криза. И то поиќе кризи, не само една криза. Пошто при мајната тоа време беше, мислам, појачај некако сега што пример гликози, мислам, јас ги немав тие работи, све, например Кока-кола или нешто, све нешто природно. Па, мислам и другите пред мене што беа така беше. Зато изгледат мало поспоро препливувањето на некој патеки, кај некого 11 сати, кај некого 12, 10 и така. По овој маратонски потек сакал да плива и околу езерото, но не наишол на поддршка. Сакав да го пливам цело Охридско езеро, кој не се нафатија никакви спонзори, не ги интересираше, прави што знаеш, вика едноставно. Која година сакавте да го препливате целото езеро? Па, негде, нормално после 7-78, така, сум 7-78. Зошто не наидовте на поддршка, што мислите? Не знам, како да речам, не можам да речам, не беа припремани спрема мене, како конкурентен да сум на некого и така нешто слично. Секој спортист, секој маратонец, пошто постуваат и ги нисови рекорди, јас кој бев исто се припремав за некој си така, затоа реков Охридско езеро цело, за Гинисова книга нешто или на други места, ама тоа кошта многу. Што се вика и куќата да ја продаиш, нема да втасат трошкоите што се. Абе видете, за све пропуштено жалам. И може после ќе добиев други идеи.
че има. Вие од тога, например, се разочарува човек, престани. Затоа реков, појче, например, не пливам. А што таа година што го пливав, а до тога веќе имав неколку пати пливан, од тога кога го пливав уште еднушка на Капри и престанав. Затоа го пливав токму да му кажам дека ево имат во Македонија човек, и до тоа време Југославија, кои имат се уште што треба. А тоа беше, баш тој период беше многу замрено пливањето во Охрид, во Македонија. Досега никој не испливал на патеката Охрид Светинаум Струга, а Настески има свое објаснување зошто е тоа така. Нема ни интерес да го поноват, пошто што рековте прегеска, без финансиски никој нема да учествува да плива, пошто не му се исплаќат и не сакат да пливат. А иначе младите пливачи сега не е проблем, например, како Евгени и други, нема проблем за да го испливат, јас мислам. И то многу побрзо. Зашто доста се многу поприпремани. А јас сум ја пливал таа патека, таа стаза, ради да се напред како традиција, како што е, например, да речеме Ла-Манш, зашто Ла-Манш не е нешто посебно, само името е посебно нешто. Демек на Ла-Манш пливал, Ла-Манш е ладно, например, ти вели, струјење. А сегде секоја една поголема вода, како Охридско езеро, исто има струјење, и сите големи води имат струјење, водата работит. Во маратонската пливачка кариера пливал со познати југословенски маратонци, но и со светски имиња кои некогаш настапувале на Охридскиот пливачки маратон. В тоа време Велко Рогушиć, тој беше прв, например, јас бев 5-6, така, на Капри. Исто и во Стари град на Хвар. Со Велко Рогушиć, со Јасна Ефендич, ако сте чуле, сум пливал, зашто и тај е вовдека на книгата. И многу други. Настоски денес се гордее со младите македонски пливачки имиња. Јас ги ценам сега, например, многу, например, Евгени и Томи Стефановски, што, например, отидоа баш на врвот што е. Како тоа му задикувам, а пред тоа, например, многу ги ценев овие постарите пливачи сите, затоа јас сум пливал, што се вика Дики Бојаджи, ќе спомнам Нико Нестор, Климе Савин, Воскресија Каневчева, Рамадан Куртиш и неколку пливачи имат и од Струга, и то добри пливачи имаше. Михаил Ристовски, тој се пласира четврти беше пласиран во светот. Дур пливаше, па после што знам се разочара нешто и тој така и престана да пливат. Во пливачката кариера добил многу признанија и награди. Меѓу подрагите му е она од Македонската пливачка федерација. Видете сега, кај мене е све најдраго што го имам. Од најдобар успех до најслаб, битно е, например, да сум го испливал. Али ова е посебна награда од Пливачка федерација, како пиши таму, 50 години. Кога ја добивте таја? Па пред неколку години го беше. Па неколку години тоа врват, неколку години има 10 години може да имат. Кога е дајна, не знам, теби да пиши може. Све ми е драго.
Раскажува за доживувањата и она што го пропуштил во пливачката кариера, но и за она што го добил и изгубил со пливањето. Можеше, например, да го додам, например, понапред меѓу првите три, ако јас, например, продолжам за овие главните, мислам, пошто немав после финансиски во банкот и тоа е нормално, че добиеш и поголемо искуство. Али јас, например, одов прв пат влегов, например, во Канада, се веќе неискусен. До 10-15 км ги има пливано во Австралија. Ама ваму неискусен на ладни води, на пиење, зашто до 10 км би можел иш да не пијам. Како, например, сега што пливав во Бршко, тие се почудија. Гледат вако овој дедо че пливат и не примив ни капка нешто. Немаше потреба и си терав само. Тоа беше 2 сата и нешто. До пливањето е неисплатливо. Поиќе се оди во трошкови, него во заработка. И ако сум пливал, например, професионално, не можеш да заработиш. Ако земиш прво место, негде има некој пат поголеми цени, некој пат помали, $500 не прави ништо. Трошковите не ги исплаќам, например, дојдеш до Канада или било каде, пошто јас сум ги плаќал на мој трошкови сите такмичења. Се тоа патување што сум патувал. Па видете сега, спрем моите заслуги, како што даваја овие, например, национални пензии, требаше, например, на оволку труд што имам, требаше да ми ја дајат мене. Не, например, само тие што го ценет Ла-Манш, а, например, Светинаум Стругохор не го ценет, а Ла-Манш не сум ошол јас, не ми било мене во доменот на интерес на, пошто не е тоа такмичење, само е препливување. Како што го исплива Светинаум Стругохор, затоа рекол че го пливам и цело езеро. Денес, иако е на прагот од 8-та деценија од животот, плива на маратони во околината, во Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина. Ова лето пливал во Брчко на 5 километри. Целта ми е да испливам и да учествувам на кратки патеки, вели Јончески. И пливам 5-16 години, едно по едно, до ден-денска, во Бугарија, Галата, Варна, 5 километри негде. И сега спрема условите мои, одам, например, од време на време ни Србија, тока ми е најблиско. И мислам, се таму да пливам, ако не служи здравието. Тоа е што е главен фактор. За тренинзи ќе пливаме помалу, ќе тренираме колку да испливаме. Тоа може да е штетно, али тоа видете, сега ми е тоа веќе како хоби и ќе си прошетам до наморе или ќе одам негде, ќе се видам со старо друштво. Зашто кај да одиш, одма имаш со такмичењето од друштво. Негде по-добро, негде по-лошо и така. Додека ме служи здравието, нема да се откажам од маратонското пливање, за кое многу дадов, а материјално скоро ништо не добив. Но не се желам од животот и од она што го доживеав со пливањето, вели со ведра насмевка маратонскиот пливач Насте Јончески. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја.
Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Коските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени правеа и тога пропадна за најкодна. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.